Добар ден, пријатели! Добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од моја пријателка Марија, поврзани со вежбање и повеќе јас би рекол жени, но како и да е, ќе ги погледнеме прашањата и немој да ме разберете погрешно, особено првото прашање е важно за сите, второто прашање е малку поважно за девојките, но во секој случај одлични прашања за кои што имам многу интересни одговори. Па, ајде да го погледнеме првото. Марија, фала ти за прашањето. Недостатокот на магнезиум е модерно во денешно време, исклучиво поради грешките и кои што луѓето ние ги правиме во исхраната и поради тоа што имаме стресен, нерадовен начин на живот и не припазуваме малку на себе. Она што се симптоми највообичаени кога има недостаток на магнезиум во телото, се можеби лошо расположение, несоници, умор во мускулите, грчеви во мускулите често и така натаму, особено овие симптоми како грчеви се уште по препознатливи кај девојки во бременост, но како и да е, недостатокот на магнезиум е по мене многу едноставно решлив, затоа што во денешни услови, не само во денешни услови, и во пред 50, 100 и 200 години, условите и она што ни го нуди планетава Земја како храна, има изобилство на магнезиум, така да ти ако земеш еден од подобрите извори на магнезиум тие бадеми, едни од подобрите, тоест сите јатки семиња имаат се одличен извор на минерали, вклучително и магнезиум. Добар извор на магнезиум ти е и спанак, келј, блитва и практично сите зеленолистести растенија и зеленчуци. Така да, многу едноставно, ако ти имаш редовни оброци, ако припазуваш на својата исхрана да го надокнадиш својот магнезиум и на крај на денот, ако е толку проблем да можеби ги јадеш овие продукти кои што се најбогати со магнезиум, во тој случај постојат и додатоци во исхрана, така да можеш и да правиш и комбинација и да балансираш, но зборуваме за додатоци во исхрана кои што се како таблети. Значи, она што денеска почна, гледам да се промовира, се надворешна употреба на магнезиум, како спреови, не знам, некои масти и така натаму, по мене се тотална глупост и да добиеш ефекти од тоа е речиси невозможно, но ако сакате да ги дознаете логиките зошто е тоа така, може да отвориме некоја следна епизода, затоа што има малку подолго објаснување зошто не можете да го употребите магнезиумот во вашето тело доколку го нанесувате на вашата кожа, не може да се абсорбира внатре во крвотокот, но како и да е, магнезиумот како недостаток е присутен многу денеска и решението е многу едноставно. Инкорпорирајте ги малку поредовно овие продукти, може би погрижете си да одберете некој добар додаток во исхрана кој што ќе ви придонесе за да внесете магнезиум ако не сакате многу да ја мачите главата и да губите време. Така да тоа е решено прашање, мислам дека ви дадов, односно ти дадов Марија супер одговор. Ќе го погледнеме и следното прашање за кое што исто така е важно да го дознаат и да го видат многу девојки. Марија, како паталец не можам да ти одговорам, но можам да ти одговорам преку фактите кои што се многу јасни и нема што многу да полемизираме по оваа тема, туку јас ќе ви кажам дека вежбањето во никој случај нема да наштети доколку е жената во период и во циклус
и те како е добро препорачливо да го имате во циклус. Вежбањето, она што многу жени го земаат како изговор е тоа што можеби не се чувствуваат добро и немаат баш добро расположение и не им е до ништо и не им се прави ништо и емоциите можеби малку им се пореметени, можеби имаат појаки болки за време на циклус, кои што се повторно резултат на неквалитетни навики во исхраната, тоа ви гарантирам, дека тие тешки циклуси, ако барем малку би припазувале на начинот на живот и исхрана, многу ќе се нулираат, но како и да е, друга работа поради која што жените избегаваат да вежбаат за време на циклус е тоа што им е страф од резил, односно од причини да не можеби се случи хаварија, па да едноставно да прокрварат и да тоа биде видливо и да го изедат срамот, што народски би кажале. Но јас ќе ви кажам дека зошто треба баш да вежбате за време на циклус. Прва причина затоа што сте свесни дека при вежбање се лачат ендорфините, кои што се хормоните за добро расположение, и тоа добро расположение може многу да помогне во денови кога расположението не ви е баш на добро ниво, а тоа е многу често за време на циклусот кај девојките. Од друга страна, нивоата на естроген и проестроген се многу ниски, што прави да горивото, односно шеќерите и гликозата, се многу поискористливи како гориво за вашето тело, што дури и постои научни истражувања и студии дека во време на циклус е и како препорачливо да имате високо интензивни тренинзи кои што бараат екстра напор, кои што вие девојките може да го поднесете многу повеќе кога сте во циклус, затоа што изворот на гориво е многу поискористлив во овие периоди за разлика од другите периоди од месецот. И исто така, она што е факт, освен овие два, е дека вежбањето за време на циклус може да придонесе да телото не се прегрева, од причина што температурата во телото е многу пониска кога жените се во циклус и затоа екстра напор може да вложите без при тоа да му наштетите на телото во неделата и периодот кога сте во циклус во месецот. Така да и како е добро вежбањето да го имате за време на циклус и тоа е одличен бенефит и благослов кој што го имате од Бога вие жените, иако можеби зборувате дека вие мажите доколку би биле на наше место нема да го поднесете, да можеби е тоа така, но во секој случај еве ви кажав 3 причини зошто е и како препорачливо да го користите тој период од месецот за да дадете максимум и да извежбате и да придонесете кон повеќе трошење на масти и калории, што ви е една друга болка на тема изглед и можеби ете и целулит, особено кај девојките. Така да се надевам дека Марија дадов супер одговор на оваа тема и нормално секој од вас кој што ќе ја види оваа епизода споделете со што повеќе девојки, затоа што не е нормално колку го користат како изговор циклусот за да не вежбаат во таа недела кога е тој период од месецот. Фала ти уште еднаш, Марија, и нормално ве охрабрувам секој од вас да поставува било какви прашања, ова се супер прашања и теми кои што ги начнуваме во овие епизоди. Ве оставам тука во здрави животни навики. Ви посакувам убав ден и секако се гледаме во следната епизода. Чао, чао.